Во подкастите за зелени политики разговараме токму за теми кои што ги опаќаат и прашањата од животната средина. Но има и многу теми кои што и дополнително треба да ги разгледаме и токму во однос на тоа, заедно со Маја Морачанин, председателката на Дом и Пратеничка, од Зелените, народски како што би рекле, имаме една тема која што ја опаќаме, а се однесува баш на темата за животната средина и клима. Тоа акцентирано го додадовме во самата тема. Маја, зошто? Затоа што многу малку кај нас се зборува за климатските промени и колку се тие значајни и како тие делуваат генерално на животот, на економијата, на природата, на начинот на живот на луѓето. И мислам дека е тоа нешто што е потребно за повеќе на вистина како граѓани сите да имаме представа што точно значат климатските промени, бидејќи некако за загадувањето, тој дел што е повеќе поврзан само со животна средина, свесноста кај граѓаните расте со тек на време, но сметам дека во однос на климатските промени се уште немаме сите доволно сознанија зошто е многу важно да се бориме интензивно против климатските промени. Веројатно, помладите генерации многу повеќе знаат за климатските промени од колку ние повозрастните, така што мислам дека треба да се насочиме кон повозрастните во делот на објаснувањето. Гледаме во изминатите периоди и години целосно несвојствени временски услови на многу делови од планетата, од сериозни поплави во пустински предели до проблеми дури тука и на Балканот со појава на циклони кои што не биле својствени за нас и веројатно тука ако завлегуваме ќе треба цели серии на подкасти само за тоа да може би вака на кусо да се објасни, бидејќи некогаш луѓето мислат па дека е тоа така нормално, дека некоја временска непогода, значи тоа е се дел од како што ние го би влијаеле за климатски промени и токму така, значи има периоди на изменично поплави, па периоди на долги суши, значи не е само поплави или само суша, па вакви временски непогоди од типот на циклони и така натаму, што секако прават се опасност по здравјето на луѓето и ние видовме дека и во нашиот регион на Балканот и во Европа, во држави кај што тоа апсолутно не било својствено, некако најчесто некогаш само се врзува со загревањето и така, суштината е таа, нели температурата на земјата се покачува и тоа е суштината на тој Париски климатски договор, практично да се преземат мерки, тоа е глобален договор на сите држави, дека мора да преземат мерки за да се намали загревањето, да се држи барем под 2 степени Целзиусови, односно 1,5 степен Целзиусов, а тоа се прави преку намалување на штетните емисии на штетните стакленички гасови. Тоа е вака на крај суштината. Има многу видови стакленички гасови, но она што е најпознато е јаглеродниот диоксид. Значи тоа е нешто на кое треба да се работи на намалување на овие емисии на CO2. И врти случаи повторно се враќаме на тоа што треба да правиме ние во однос на нашата животна средина околу нас. Споени со овие теми. Малку од малку да го намалиме влијанието врз климатските промени на глобално ниво. Дека треба да не интересира тоа што се случува, например, на 2000-3000 километри од нас, треба да не интересира, бидејќи влија и кај нас. Како беше она народната? Мечката ќе заигра во дворот и кај така соседот може би некогаш. Затоа толку не буди интерес оваа тема, бидејќи ние некако велиме па добро, тоа е нешто, некој глобален феномен, па ние нешто не можеме тука да придонесеме и така. Ама не е така. И точно е дека некои држави, некои региони, например малите островски земји се апсолутно многу попогодени заради покачувањето на нивото на водата, така што се очекува во перспектива дека тие можат и да исчезнат комплетно ако вака се продолжи како досега. Ние не сме во таа група, но сме како држава еден од регионите кој што ќе биде најзасегнат од климатските промени. И сега кога зборуваме за борбата, едниот дел е намалување на емисиите на CO2, на стакленичките гасови, а вториот дел е адаптација на веќе
постојните климатски промени. Оти можеби пред некоја 2-3 децении, кога само ние зелените зборувавме за климатски промени и научниците во светот, другите некако мислеа дека е тоа премногу нешто далечно во некоја не знам каква иднина, ако се случи, па имаше негирање дека тоа не било вистина, дека не постојат и се уште и до ден денес има такви, гледаме некои тврдења дека нема климатски промени. Се разбира дека има и она што е уште позагрижувачки е дека ние веќе ги живееме климатските промени. Значи, да не е тоа што треба да дојде. Го гледаме искуството, да. И предвидувањата дури на научниците беа дека подоцна ќе се случува, но еве ги тука се ги живееме и ние мора и да се адаптираме. Кога зборуваме, например, за земјоделието. Тоа сакам да ние прашам, сме земјоделска земја. Така е. Значи, многу големо влијание ќе имаат овие временски непогоди, суши, поплави врз земјоделските производи. Така, тоа директно значи и намалени приходи на семејства кои што се занимаваат со земјоделие. Недостиг на храна, така на генерално ниво. Значи, не е тоа само дека ќе има поплава и сега штетите од поплавите, иако и тие кои ќе ги преведеме во суми на пари, се милиарди евра штети. Ние се сеќаваме, мислам пред 2 години беше во Словенија има страшни поплави. Да, и тоа се штетата огромни, им беше над милиарда евра. Така е, огромни штети финансиски кои што повторно треба потоа тие средства од буџетот, пак од парите на граѓаните да се обезбедат за да може да се санираат последиците. Дури и Словенија отиде дотаму каде што веќе се размислува за одредени помали населени места и селца воопшто да ги дислоцира целосно и да ги затвори затоа што сватиле дека не може да се вратат во првобитната состојба поради огромните штети и дека целото тоа градче треба да се пресели на друго место каде што ќе може да продолжи со таквата Така е, тоа се култура. сериозни последици и затоа е важно, значи во целиот овој процес и да се преземаат сериозни мерки за адаптација. Значи ние ги очекуваме овие поплави, суши и така натаму и треба да бидеме подготвени како држава како што поедноставно да се приспособиме на овие климатски промени. Кога зборуваме за животната средина, да речеме, тоа е нешто што вам ви е, како викаат, главен предмет на интерес, на делување, на действување како партија. Тоа е главната база од која што произлегува се друго, човековите права и животната средина. Но најпрепознати по животната средина, затоа и сте зелените, веројатно. Така е. Што се зелени политики, Маја? Да, обично зборот политика не звучи баш добро, ама во контекст на зелени политики што се суштините, суштинските теми, да, заштитата на животната средина и борба со климатските промени. Што значи тоа? Тоа значи да имаме почиста животна средина, да нема или барем што помало загадување и на водата, и на почвите, и на воздухот. Тоа значи заштита на биолошката разновидност, заштита на природата, да поедноставам, бидејќи и тоа е феномен кој што се случува веќе и ние гледаме статистики од разни истражувања дека стотици видови растителни, животински на глобално ниво веќе исчезнуваат. И тоа го менува комплетно тој биолошки диверзитет и таа природна рамнотежа. Да не зборувам, например, за пчелите. Тоа може би е вака и попознато за јавноста. Колку е тоа значајно ако имаме помал број на пчели, не само заради пчелите и само заради медот. Така. Медарите кај нас многу добро ги разбираат овие феномени директно, но бидејќи тие делуваат на опрашување на растанијата, на нивно размножување понатаму, значи целата природа, тоа е за мене секогаш вака нешто што ме фасцинира вака и лично, значи е во некој свој баланс. И вие кога и најмала промена ќе направите во тој баланс, тоа се рефлектира на многу други места. Значи не е само дека ќе исчезне еден вид и тоа е само за тој вид. Не, тоа делува на сите други во тој ланец што го викаме во природата кој функционира. И може би затоа вака климатските промени во тој контекст треба да ги гледаме.
многу пошироко и да, младите луѓе многу подобро тоа го разбираат, но се разбира и дека се позагрижени, бидејќи станува збор директно за нивната иднина. Во секој смисол, и во смисол на квалитет на живот, на здравје, на економска благосостојба, значи климатските промени дефинитивно ќе значат и зголемена миграција. Значи, што ќе прават луѓето, например, ако таа територија каде тие живеат се претвори во пустина? Тие ќе бидат принудени да мигрираат во некои други територии, каде што ќе имаат услови за да можат да преживеат. И тоа дополнително ние гледаме еве и со миграциите поради војните и така натаму, економски миграции. Замислете што ќе се случува ако навистина оваа миграција уште дополнително се зголеми. Тоа секако е притисок врз тие други држави, врз буџетот и врз организација на животот, но тоа е нешто што едноставно веќе се случува. Веќе се случува. Во однос на ова, што има преземано и што презема и без разлика иницијативи, легислативи, севкупно Дом како партија? И институционално, и воинституционално се разбира. За заштитата на животната средина, јас сум задоволна што во изминатите години во собрание усвоивме неколку навистина добри закони што се однесуваат на заштита на животната средина. И еве се, например, ќе го набројам Законот за заштита на животна средина, промината. Јас бев една од предлагачите со кој практично забранивме изградба на објекти од Г1, тешка загадувачка индустрија, на растојание помало од 5 километри од населено место или од заштитено подрачје. Што би се рекло, ако денеска се планираше гради да се некоја гради тешка рек, немаше да се гради таму. во Новац. Така е, значи ќе мора Или да до биде Битола. така е, ќе мора да биде на Да. најмалку 5 километри оддалечено од населено место или од заштитено подрачје. Се усвои Законот за животна средина исто со кој што практично овозможивме оваа ремедиација на тие еколошки жешки точки, оти тие не беа препознаени во законската легислатива. Немаше како да се реагира? Така, Што значи ремедиација? усвоивме. Тоа значи дека, например, тоа подрачје што е загадено, еве како, например, Линданот во Охис, Добро. да се отстрани Добро. тој опасен отпад, и такви имаме ние 16, тоа се стари индустријски загадувања од рудници, од металуршката индустрија. Како што беше во по Велес 5-6 случајот со Велес топилницата. апсолутно е така, значи 5-6 децении. И едноставно тоа е така, никој не се посвети на тоа прашање сериозно, но мене ми е драго што веќе настрана законската регулатива, но еве веќе Линданот во Охис се отстранува, значи во теке тој процес. Да се заживее треба наново тоа земјиште, Прво тоа би треба значило тоа да се ремедиација? отстрани, Добро. така е, да се отстрани опасниот отпад и потоа земјиштето да се врати во првобитната состојба колку што е можно. Добро. Например, конкретно за Линданот во Охис, и кога ќе се отстрани, тоа е многу комплициран и скап процес, и ангажирана е, мислам, грчка некоја фирма која што се занимава, или има лиценци, сертификати за тоа. Јас бев таму конкретно со европратеничката Тинеке Стрик кога беше, па го посетивме местото. И го видовме начинот како тоа се работи, навистина многу професионално, според сите еколошки највисоки стандарди што се достапни, и потоа го транспортираат во Германија и во Франција овој опасен отпад, бидејќи таму има инсенератори кои што го согоруваат соодветно, повторно, согласно тие високи стандарди за животна средина. Значи, многу комплициран и многу скап процес. Но дури велат, ова што велите за ремедиација, дека дури кога ќе се исчисти комплетно, нема да биде тој простор соодветен, да речеме, за живење на луѓето. Што значи, затоа јас велам, најдобро е превентивно да се делува на заштитата на животната средина. Оти некогаш кога ќе се случат такви, особено големи еколошки инциденти, вие практично да и не можете комплетно да ја вратите првобитната состојба, Или е уште поскапо отколку самата така е, но инвестиција претходна. знаеш како, не е само почвата што е загадена.
има подземни води. Добро. Водите се загадуваат. Потоа тие води се слеваат, нели, еве овде во Вардар, на некој друго место во други реки. Се загадуваат и тие реки. Воздухот понатаму. Водата стигнува до некои земјоделски површини. Така во околината ние знаеме тука дека има луѓе кои што се занимаваат со земјоделие. Така што таа вода, ако се користи за наводнување, потоа влегува во земјоделските производи, кои ние ги користиме како храна. Така што пак се враќаме на тој цел круг и систем и дека не може само изолирано да се гледа, добро, таму има некоја еколошка жешка точка, ама ние ќе ја заградиме и ќе се заштитиме. Мислам, многу е комплексен целиот тој процес. Да, тоа е убаво објаснето, значи буквално дека таму некаде ако од некоја точка се случило, дека јас вамо од другата страна на реката ми нема влијание, тоа и не ме интересира. Ама во суштина природата си е сегде врзана. Така е, тоа е се поврзано и дури и не само кога зборуваме за одреден регион или за држава, тоа е глобален феномен. Значи, загадувањето на воздухот, тоа не познава граници, па сега, ако е загадено, например, во Србија, нас не интересира, не може, значи, воздухот, Западен Балкан, има проблем со термоелектраните. Тоа е штетно и за загадувањето на воздухот и за климатските промени. И се вели во студиите дека овие наши тука термоцентрали загадуваат не знам колку пати повеќе од сите други во Европа. Зошто? Затоа што се правени на времето, без такви еколошки стандарди и така натаму, ама тоа сето влијае на квалитетот на нашиот живот и влијае на квалитетот и на другите граѓани кои што се, да речеме, од другата страна, затоа што воздухот нема граница. Има ветри, има дождови и така натаму. Тоа се пренесува. За водите да не зборувам. Значи, реките поминуваат. Загадувањето на Вардар делува и во Македонија и во Грција. Така, не се прекинува на границата. Исто и со почвата, ова што го објаснува во смисол на храната која се консумира, па се транспортира понатаму во други држави, се извезува. И ние сме гледале такви случаи, нели, наши некои производи ги враќаат од некои други држави, затоа што не ги исполнуваат стандардите во однос на загадување. Тоа го отвора прашањето и на економијата, да речеме. Има Апсолутно. нешто што како партија често и ти често го споменувате, така наречена зелена економија, циркуларна економија, што влијае. Кога зборуваме за економија, луѓето прво што ви паѓа на памет тоа се пари, сиромаштија, чуда, значи тоа се врзани циклуси. Како? Така е, често некако се смета дека екологијата и економијата се две спротивставени работи и никако не можат да одат заедно, нешто што е тотално неточно, бидејќи тоа се практично две страни од една иста паричка. И ние, зелените, велиме еколошките политики се всушност социјални политики. Значи, тоа се точно политики кои што одат во прилог на интересот на граѓаните, особено на социјално ранливите категории граѓани, бидејќи тие секогаш се повеќе погодени од загадувањето на животната средина, од климатските промени, како и за се друго. Нели? Секогаш тие најмногу страдаат. Пример, ако некое е социјално загрозено семејство, живее во услови на сиромаштија, нели? И не може да си обезбеди по еколошки начин на загревање на домот. Па користат разни нееколошки печки, јаглен, се уште се случува. Кој најмногу страда? Прво тие луѓе кои што го дишат тој воздух во својот дом. Да, користат и паркети, гуми, пластика, така да. Канцерогени материи. Значи, прво тие самите ги вдишуваат, па потоа нели се загадува и воздухот, па сите го дишаме тој загаден воздух. И затоа мора низ таа призма да се гледа, а не дека ова нешто животната средина е елитистичко некое гледање и тоа е на штета на граѓаните, особено на сиромашните. Не е така, апсолутно, бидејќи директно влијае на здравјето на луѓето. Еве ако зборуваме повторно низ некој финансиски аспект. Ние, загадувањето на воздухот ни е, нели, горлив проблем. Добре. Светска банка, мислам, 2016 имаше една студија направено,
дека преку 3000 луѓе во Македонија ги губат животите поради аерозагадувањето и така натаму. И истовремено имаа пресметка и за финансискиот аспект. Ми се чини бројката беше некои 280 милиони долари дека годишно нас не чини загадувањето на воздухот. Како? Бидејќи овие луѓе чие здравје било засегнато заради загадениот воздух се лекуваат, тоа исто така се средства нели од буџетот кои што се одвојуваат за лекување на граѓаните. Па тие користат боледување, тоа пак се средства кои што треба да се платат, да не зборуваме дека ако не можат да работат, ако е посериозно заболувањето, па подолго време отсуство на работа, од работа, како тоа влие на буџетот на семејството. Значи тоа се и економски ефекти, не е тоа само дека е нешто изолирано. И затоа јас секогаш потенцирам дека е подобро парите да ги вложиме во превенција, во заштита од загадување, да ги вложиме во екологијата, отколку потоа да ги трошиме од буџетот наменет за здравство за лекување на граѓаните. Значи парите се трошат повторно, само што подобро е барем ќе бидат здрави граѓаните, ќе имаме чиста животна средина и тоа секако потоа ќе придонесе многу помалку пари да се трошат за лекување на граѓаните, кога би се истото и во здравството. Таа е дебатата, еве и јас како лекар. Значи секогаш велиме секој денар вложен во превенција, во спречување, се враќа неколкукратно повеќе отколку кога би ги оставиле случаите па да дојдат во фаза на лекувањето. Лекувањето е многу поскапо отколку превентивните мерки кои што се превземаат. Но ова убаво вака е објаснето за да се свати суштината дека на крајот и веројатно ние парите што ги издвојуваме од придонесите, а тоа се давачки кон државата, тие пари државата треба да ги пренамени, но вие да ги пренамерите кон работи кои што би го подобриле животот на граѓаните, не да не лечи. Така е, секогаш е подобро, како имаше некоја поговорка, подобро е да се спречи отколку да се лечи. Ето, така, од прилика наједноставно кажано, ова е тоа. И тоа се однесува за здравјето, тоа се однесува и за животната средина. Да се вратам на почетокот на нашиот разговор, дека подобро е да спречиме да настане загадување, отколку потоа да го лекуваме загадувањето, тие и дискутабилно дали можеме до крај 100% да го излекуваме веќе настанатото загадување. И во таа смисла треба многу повеќе. И затоа се тие високи еколошки стандарди. Значи тоа е целата идеја. И тоа е идејата, ја спомнати циркуларната економија, да, можеби звучи малку непознат од таа кружна економија, кој е тој концепт на кружна економија. Тоа значи, бидејќи ресурсите на земјата се ограничени. И ние, како планета, луѓето, некаде, мислам, околу 1 август, веќе сме ги потрошиле сите ресурси, кои што би требало до 31 декември да ги потрошиме. Значи, некои 4 месеци планетава живее на кредит од следната година и така од следните генерации. Значи, некои бенефити што ние сега ги уживаме во оваа линеарна економија, тоа ќе ги чини младите генерации. Затоа се тие многу заинтересирани да се применува овој начин на кружна економија. Таа значи што помалку да користите природни ресурси. Значи што помалку екстракција. Дали се работи за нафта, за јаглен, за руди и така натаму, што помалку, се што може секој производ подолго да се користи, да се реупотребува, да се рециклира, ако веќе не може да се употребува, значи повторно да се искористи таа суровина за нешто, да не завршува на отпад. Значи идејата е на крајот да имате што помала количина на отпад кој што ќе се депонира. И тоа е суштината на таа циркуларна економија. Оти сега како функционира генерално светот? Нели, вршиме екстракција, копаме, вадиме се што има од земјата за да ги уживаме овие како економски благодети на кои што сме се навикнале, ама тие не се бесконечни прво. Второ,
огромни количини отпад. Огромни. Во целиот свет е тоа. Сам сите слушаме, па го извезуваат по богатите држави, во посиромашните и така натаму. Значи, тоа е цел бизнис со отпадот. Концептот мора да се смени. И да се вратам, оти ова е многу добро прашање во однос на ранливите категории граѓани и тоа е дел од зелените политики секогаш, бидејќи можеби да, не препознаваат по животната средина, но подеднакво ни е важна социјалната правда, бидејќи се тие навистина тесно поврзани и пак ќе кажам најмногу бенефит од политиките за здрава животна средина и борба против климатските промени има токму најранливите категории граѓани. Ние заедно со нашите пријатели од Европските зелени од Европскиот парламент пред една година иницииравме една студија за Западен Балкан токму за енергетската сиромаштија и како би можело да се помогне на граѓаните од Западен Балкан во проблемот на надминување на енергетската сиромаштија и навистина беше одлично, имавме онлайн презентација и убаво е кога имате пријатели кои што можат да ви помогнат еви на овој начин и точно и таму се покажа дека најголемо загадување доаѓа од загревањата и на домовите и на институциите, но пред се фокусот беше бидејќи за енергетска сиромаштија на граѓаните и она што ни беше, да речем, и заклучок од таа дискусија да се направи посебен фонд во овие средства што ни ги даваат од Европската унија, особено за животна средина, кој што ќе биде точно наменет за замена на штетните нееколошки начини на загревање на домовите на граѓаните, за да може да се решава таа енергетска сиромаштија со која има проблем целиот регион. Да, тука и во делот на обновливите извори на енергија исто така имате големи залагања, особено во делот на фотоволтаичните системи и слично. Така е. Што е направено од страна на Дом како парламентарна партија за овие прашања? Да, прво ние бевме партијата која што го инициираше Европскиот зелен договор да стане составен дел од програмата на владата. Тоа беше 2020 година, знам тоа во преговорите за влада беше барање од Дом и беше прифатено и тоа беше непосредно од како Европската унија го усвои, значи брзо почнавме со внесување на овие принципи на Европскиот зелен договор и суштината на една од главните поенти е токму оваа праведна транзиција од фосилните кон обновливите извори на енергија. Таа е суштинска прво за климатските промени, за борбата, бидејќи тоа е основната цел, да се напушти употребата на јаглен, нафта и да се премине кон обновливи извори на енергија, пред се тоа значи сонце и ветер, за Македонија особено за сонце. Мислам, ние имаме 280 сончеви денови во тек на годината и е навистина штета да не ги уживаме сите благодетите од таа сончева енергија. Она што ние го предложивме и беше спроведено во овие последниве 2 години е да се поедностават постапките, процедурите за поставување на фотоволтаици. Оти беа прилично комплицирани, па многу дозволи, па чекате општина да одобри, па не знам. Значи, тоа сето одзема многу време. Тоа беше наше барање од Дом и тоа го направивме и сега навистина постапката, ако сакате да си поставите дали е тоа правно лице, фирма или приватно, е многу поедноставна и исто така ги изголемивме оние гранични вредности на моќност и за фирмите и за граѓаните, двојно се зголемија, така што да можете навистина да поставите фотоволтаици од кои што ќе можете да задоволите потребата за електрична енергија на својот објект. Така што промени во тој дел има, позитивни, и факт е дека ако во 2016 година, например, само 16 мегавати кај нас се добивало струја од обновливи извори на енергија, сега во 24-та 600 мегавати, што значи тоа е навистина голем чекор напред.
Се разбира дека тука не застанува процесот, тој процес треба да продолжи. Она на кое ние ќе инсистираме во следниот период е таа транзиција да биде праведна. Што тоа значи? Бидејќи сега, и тоа е така секаде, почетоците ги прават големите компании, бизнисите прават големи фотонапонски централи и така натаму. Но ние сакаме бенефитот да го користат граѓаните. Значи, затоа го предлагаме моделот и тоа го договоривме да биде дел од следните законски решенија. Веќе законот за задруги го сменивме, значи законот сега веќе ги препознава и енергетските задруги, што не беше случај порано. Порано само земјоделските задруги беа, сега може и енергетски задруги, но треба да се донесат повторно подзаконски акти, правилници и така натаму. Што е идејата? Граѓаните да се здружуваат, да си поставуваат, тоа може да биде и со некои јавни установи, например некој училиште, болница и такви примери има во светот, не е ова нешто ново. Треба само да ги превземеме овие позитивни искуства и на тој начин да се обезбедуваат со снабдување со електрична енергија која што е произведена од обновливи извори. Кај нас пак потенцирам фотоволтаици на ефтино и на едноставно. Значи, прво ќе имате заштита на животната средина, намалување на загадувањето што го зборуваме, бидејќи енергетскиот сектор е еден од доминантните загадувачи. Потоа имате економски бенефит како граѓанин, така помали сметки за струја и секако бенефит за здравието за сите. И е добро за локалната заедница. Оти тоа е веќе нешто што е многу блиско до граѓаните и самите граѓани, значи ние сите ако си поставиме и ако се здружиме во една енергетска задруга, ќе имаме економска придобивка од тоа практично. Вие не само што нема да ја загадуваме животната средина, туку и ќе имаме економски ќар. И тоа е еден убав концепт на кој ќе работиме во следниот период. Навраќајќи се наназад, нели често се оди со прашање, со констатацијата по малите политички партии, малите парламентарни партии или партиите што одат во пакет со некого и слично, но дали според делата и со оглед на тоа дека вашата област како партија е многу специфична, чувствувате дека собранието не би можело да продолжи без вас или? Па јас мислам дека е важно за граѓаните Добро. Да има представници од Зелена партија во собранието, во законодавниот дом и во владата, бидејќи ние сме докажале дека со нашите зелени политики и нашето инсистирање сме направиле навистина позитивни промени кои што се во интерес на граѓаните. Така што тоа мора да продолжи, бидејќи јас знам дека не сите политички партии, нели затоа има и различни партии со различни идеологии, се посветени на оваа тема за животната средина, за транзицијата кон обновливи и така натаму, за климатските промени, ретко која политичка партија друга зборува, но тоа се важни теми за граѓаните. И ние едноставно мора да продолжиме по тој пат. Питајќи јас слушам некои велат, па тоа баш се транзицијава кон обновливи, па тоа не знам, не е исплатливо, па не е толку важно да си го користиме јагленот, да си продолжиме, да отвараме нови рудници за јаглен и така натаму. Значи, сосема некој друг концепт за од она што ние се залагаме и што навистина инсистираме да се реализира. За нас, враќањето назад кон употреба на јаглен и тоа да биде суштината, значи апсолутно неприфатливо. Ние едноставно мора, како цела Европа, да продолжиме со праведната транзиција кон обновливи. И ако сакаме на крајот, еве зборував и за колку е тоа важно за животната средина, за климата, за здравието, економскиот аспект. Па ние видовме оваа енергетска криза колку беше тешка и
ако овие идеи за кои ние зборуваме одамна беа претходно веќе реализирани, секако дека многу помалку ќе го осетевме ударот од енергетската криза, недостатокот, цените на енергетиците и така натаму. Што значи дека веќе енергијата станува и безбедносно прашање. Веќе не е само за климата, за животната средина, економско, туку навистина видовме дека тоа прави води кон една неизвестност и нестабилност снабдувањето со енергенси. И околу тоа нема дилема. Значи, тој пат едноставно мора да продолжи, враќање назад не може да, едноставно не смее да има, и тоа е неодржливо. Неодржливо. Знаете како, јас може би некогаш вистина така и нас не опишуваат. Вие мислите за иднината. Ама јас мислам дека должност на секој политичар е да се грижи за иднината. Оти многу е лесно со популизам и со дневна политика да оставите некој позитивен печаток кај граѓаните и дека, ама тоа не е решение. Не е решение на долг рок, не е одржливо решение. Значи, сите држави затоа се прават стратегии и така натаму, тоа има смисла, затоа што вие мора да гледате каде ќе биде Македонија после 5, после 10 години, после 20 години. Се разбира важно и овој момент како живееме во сегашноста, ама политиките се проектираат за иднината. А иднината е дефинитивно зелена. Јас околу тоа немам никаква дилема. Тоа е едноставно нема друг начин. Ако сакаме да го живееме животот на планетата онака како што го знаеме. Инаку на крајот, знаете, луѓето ќе страдаат. Природата ќе си го најде својот пат и своите механизми. Растенијата, животинскиот свет ќе обстанат вака или така. Ќе биде проблем за луѓето. Каков ќе биде квалитетот на нашиот живот. И на тоа мора да мислиме и да работиме сега. Благодарам, немам што друго да дополнам. Благодарам. Ви благодарам за вниманието за уште една епизода од подкастите за зелени политики.